Почитувани сограѓани, во 4-годишното владење на локално ниво и година и половина централно ниво, успеа по државните институции да вработат неквалитетен и непрофесионален кадар, каде единствениот услов за вработување е да имате партиска книшка од ВМРО ДПМН. Непотизмот е главна одлика на ВМРО ДПМН и очигледно Марко Колев единствено се грижал за задоволување на апетитите на актуелните советници, идните потенцијални советници, но и други функционери на ДПМН Велес не губеле време за вработување на своите најблиски. Јавно прашуваме, дали директорот на јавното комунално предпријатие Дервен на Унчев си ја вработил својата сопруга во општина Велес? Дали министерот Зоран Љутков си ја вработил својата сестра во музеот во Велес, а за возврат директорот на музеот Коруновски, кој завршил таа работа, ни помалку ни повеќе добил поставување на неговата сопруга како директорка на основното училиште Блаже Коневски. Немаат други кадри ВМРО или се многу способни маж и жена. Дали е точно дека Марко Колев го вработил својот шура на жена му брат во училиштето Васил Главинов, а за возврат сестрата на директорот од основното училиште е поставена за директорка на уред? Дали на сопругата на пратеникот Јамалов Александар не и се допаѓаше и не и беше доволно што ја преместија од МВР Скопје во МВР Велес на работа, па сега дури и бирала и именувала сектори? Дали на актуелниот советник Никола Наков сте му вдомиле дури и двајца од семејството? Неговата мајка во здравствен дом Велес, а сестра му во општа болница Велес. Дали братот на актуелната советничка Маневска Атанасовска и председателка на Унијата на жени на ВМРО ДПМН Велес е поставен за директор на јавното предпријатие Лисиче? Дали е точно дека синот на идната советничка Лилија Чолакова Дервишова, која е на втората позиција на листата на ДПМН и председател на Сдруженијето на матични лекари, е вработен од неодамна во Фондот за здравство Велес? Дали синот на актуелниот советник Александар Кукулев е вработен од пред некој месец во општина Велес во IT оделението? Дали потенцијалниот советник од редовите на ДПМН Васко Гетов е вработен во Централен регистар во Скопје со плата од над 60.000 денари? Дали шефот на кабинет на градоначалникот Александра Иванова, покрај тоа што наплатува за сметководствени услуги од општината, нормално на незаконски начин, успеала и таа да ја вработи својата снаа за брат во едно од основните училишта? Дали е точно советничката Изабела Апцева се вработила партиски во владата на Република Северна Македонија? Дали е точно дека мајката на истата советничка Изабела Апцева е вработена партиски во МВР Велес? Дали е точно дека координаторката на советничката група на ВМРО ДПМН Елизабета Митревска ги искористила своите партиски врски и го поставила својот сопруг како шеф на една од патарините на Македонија ПАД, но после кратко време, поради злоупотреба на работното место, експресно бил сменет од позицијата за да не одговара кривично? И за крај, дали е точно дека Горан Богоевски, директорот на Коле Неделковски, си ја однел својата сопруга, која патеме советничка, на ученичка екскурзија? Долга е листата на непотизам и фамилијарни вработувања на ДПМН на чело со Марко Колев. Сега е јасно зошто немате сработено ниту еден капитален проект во Велес, бидејќи вашата цел е само вдомување на фамилиите на вашите функционери, а не интересите на граѓаните.